Во ово издание на Тренинг соговорник ќе биде Александра Теменугова од Институтот за комуникацијски студии. Токму Институтот за комуникацијски студии денеска објави нов извештај за 6-месечен мониторинг околу тоа како се однесуваат политичките партии, нивните лидери. Добро ден за Теменугова. Евидентно е дека македонската изборна кампања не содржи културна ДНК. Колкава е тежината и вредноста на изречениот збор од страна на еден лидер на партија или политичка партија? Многу голема. Први, не треба да заборавиме дека политичките лидери, политичките активисти се јавни личности. И она што тие ќе го кажат, барем од една страна преку нивните официјални комуникацијски канали што го прокламираат, идентично, дури и двојно, па и тројно повеќе се мултиплицира изнесениот збор на меинстрим медиумите. При тоа се чини дека тие помалку забораваат на нивната улога што имаат во општеството, дека тие се креатори, доминантни креатори на јавното мислење. Дотолку повеќе што тие имаат сериозна ресурсна база за да креираат вакви штетни наративи, а особено треба да ги имаме предвид најголемите политички партии кои што добиваат сериозна финансиска помош од државата за финансирање на политичките партии, меѓутоа сега и за време на кампањата каде што добиваат и платено политичко простор за и платено политичко рекламирање. Кои се последиците од овие поделби на кои јавноста е сведок на ние, користење на ние и вие, на про и анти ЕУ? Кои се последиците? Далекусежни и веројатно ќе имаме еден ефект на бумеранг, на ефекта на тоа што го слушаме на телевизиите. Ако вие постојано нешто кажувате или обвинувате некого за криминал, дека одредена институција не работи соодветно, имаме прекршување на службената должност, не велам дека секогаш не е тоа добро аргументирано, меѓутоа барем оние индикатори што сме ги констатирале покажуваат дека тоа е честопати лесно посегнување кон неаргументирано, неосновано обвинување на политички противници или пак функционери и раководители на институции. И сега вие ако слушате барем она што го гледаме дека на телевизиите, тоа што ќе го каже одреден политички актер, двојно или тројно или па дури на интензитетот покажува дури дека и 4-кратно имаме употребување на штетни наративи во ударните вести на телевизиите, тогаш први придонесувате во загадување на таа комуникацијска екологија, така да ја кажем, и второ, затроен нели. Не случајно е, тука би направила една паралела, дека луѓето престануваат да гледаат вести и одбиваат да слушаат негативни содржини. Теменугова користењето на емоционалниот елемент, злоупотреба на националните, етничките и верски чувства кај граѓаните, најчесто создава нови поделби, па помалку создава или предизвикува нови, можеби и меѓуетнички тензии кај меѓу граѓаните. Некој ќе рече ова е легитимно право, но каде е границата на подигнување на националните чувства и подгревање на етничката, меѓуетничката нетолеранција? Употребата на реторика која што подкрепува силни мотивни чувства, особено во политичката комуникација, е апсолутно легитимна алатка. Но она што барем што го гледаме е дека последните 2 месеца, особено кај албанските партии, имаме една амплитуда на употреба на наративи со кои што се јакне на доминантноста на етникумот и тоа на некој начин е проследено со персонификација на од етничко потекло учеството на првите луѓе во власта. Генерално вашата оценка, дали повторно и на овие избори медиумите ќе бидат
наатак на политичките партии? Па, во однос на медиумите би кажала два момента. Едниот е дека еднакво она што го прекламираат политичките партии, во тотално тие штетни наративи се совпаѓаат на она што го гледаме или читаме на телевизиите или на онлайн порталите. Така што гледаме дека има апсолутно паралела, ги гледаме главните протагонисти и како тие го користат медиумскиот простор за да ја засилат, значи да најдат еден трансмитер на нивните штетни пореки. Чекайте, дали сакате да кажете дека меѓу партиите и медиумите, не сите, или дел од медиумите, дека партиите и медиумите се во некаков дослух? За жал, да, бидејќи гледаме го гледаме преку низата прекршување на новинарските стандарди и не можеме да кажеме воопштено дека за сите важи целата оваа квалификација, меѓутоа постојат одредени медиуми кои што одскокнуваат во прекршувањето на новинарските стандарди. Во извештајот се посочени точно, се аргументирани какви штетни објави промовираат, меѓутоа она што загрижува е под еден, бидејќи доминира едностранното информирање, каде што имаме пристрасност во информирањето, каде што новинарот апсолутно го прекршува основното правилото во етичкиот кодекс, кој што налага дека треба да се воздржи од промовирање или пак информирање за одредена политичка партија, да особено внимателни. Тоа е едниот момент и вториот момент е што гледаме дека медиумите, особено кај онлайн медиумите, имаме така наречена хиперпродукција на штетни наративи. И тоа се прави преку одредени хибридни жанрови, кои што, барем во досегашната новинарска традиционална литература, не е познато. Најчест жанр и така и го воведовме, бидејќи го гледаме како тенденција, се пренесени партиски соопштенија и говори на политичари. Секој месец бројките се совпаѓаат и навистина имаме скоро две третини од новинарските содржини, под наводници би ги нарекла, кои што се буквално како продолжение на партиската огласна табла на партиите што ги следат. Кај медиумскиот мониторинг следите 11 онлайн и 9 телевизиски станици, но податоците покажуваат дека имаме многу случаи на говор на омраза, а малку казнети. Не би рекла дека има говор на омраза, повеќе барем онаа говор на омраза што е казнива според позитивните законски акти, меѓутоа имаме сериозна реторика каде што се дискредитираат на различни начини политичките противници. Ако медиумите не се придржуваат до професионалните стандарди, а имаме малку казни или не се поднесуваат соодветни прекршоци, дали тоа значи дека на некој начин се толерира ваквиот начин на известување? Па ја не би посегнала веднаш по казни, бидејќи живееме во едно демократско општество каде што слободата на изразување е императив. Но она што секако треба да го имаме сите предвид како медиумски работници е тоа што треба да се навратиме или да се подсетиме на повторно на новинарските професионални стандарди. Да, медиумите треба да известуваат за она што го прокламираат политичките партии. Тие се чинители во општеството и треба да се пренесе нивната да го доловиме плурализмот на мислењата. Меѓутоа се чини дека се почесто се забораваме и тоа е тренд не само кај нас, туку и секаде во светот, се појавува една нова форма на новинарство. Тој рече, таа рече, каде што новинарите, бидејќи згазени од времето, притиснати за да објават сега и веднаш, забораваат на основното новинарско правило, а тоа е проверка на изнесената реч. Се чини дека тука малку затајуваме, не малку повеќе затајуваме, па медиумите свесно или несвесно
во недостаток на доволно време за верификација на изреченото, немаат време и го пласираат она што ќе го слушнат на дневната пресконференција без да го проверат. И на тој начин, па уште немаме доволно време за да ја провериме и втората страна, и на тој начин креираме едностранно информирање. Оттаму се и тие бројки кои што се за нас навистина алармантни, меѓутоа буквално емпириски ја докажуваат состојбата. Повторно ќе речам, значи овие се 11 медиуми, тоа е некои 4% од оние онлайн медиуми, барем ете кои што се пријавиле за платено политичко рекламирање. Пак ќе речам, можеме да аргументираме дали е ова доволно репрезентативен примерок за мноштвото медиуми што ги имаме, меѓутоа, бидејќи кога ги баравме медиумите, гледавме да имаме една диверзификација на новинарска пракса. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вам. Александра Теменугова од Институтот за комуникацијски студии.